ова е дел од кампањата која што Централната комисија за енергетика на ВМРО ДПМН ја води низ Македонија. Ова е чинам 5 или 6 трибина поред. Нормално со различни теми. Ние денеска во Струмица ќе говориме за енергетската ефикасност, која што реков е дел од поширокиот дел на енергетиката, со фокус на кондиционирање на јавните објекти, училиштата и градинките. Вакви слични трибини ќе се одржат и во некои други градови низ Македонија. Ова секако ќе премине во традиција и ќе има еден континуитет, секако нема да биде само сега блицкриг за време на изборите, секако ќе продолжи понатаму, така да се надеваме дека свеста кај луѓето што се однесува до енергетската ефикасност ќе ја зголемиме и подобриме. Посебен акцент на Струмица, бидејќи одека, како да кажам, спортивниот табор има таргетира на гасот како медиум кој што ќе се користи и експлоатира. Секако ние го поддржуваме сето тоа и ќе дадеме уште некои алтернативни решенија кои што може да му бидат конкурентни и како на тоа решение. Меѓутоа, јас повторно ќе кажам, за тоа повеќе на време на трибина. Мојата улога на денешната трибина е да представиме како со примената на овој проект кој секако ќе биде презентиран вечерва, би се заштедило во однос на затоплувањето во образованието. Значи, Струмица во моментов од блок дотациите кои што ги издвојува Министерството за образование и наука, троши околу 10 милиони денари за основното образование за затоплување и 10 милиони денари околу 10 милиони денари за средното образование за затоплување. Со примената на овој проект би се заштедило околу 60% или тоа би значило 12 милиони денари. Кои средства понатаму секако би се вложиле за поквалитетно образование, дали за санација на прозори или нешто слично, или за купување на нагледни средства? На оваа трибина ние како Министерство ги покриваме градинките со блок дотации кои ги добиваат од страна на Министерството, општини, локалните самоуправи и токму во делот блок дотациите се однесуваат и во делот на обезбедување со топлинска енергија и употреба на топлинската енергија во затоплување на објектите кои спаѓаат под ингеренција на Министерството за труд и социјална политика, а тоа се градинките. Во општина Струмица има една градинка која има 6 објекти и моментално во општината 2 објекта се затоплуваат со нафта, додека 4 објекта користат газ за затоплување. Меѓутоа, пресметките со овој новиот вечерва систем што ќе го презентираме за затоплување на јавните објекти дава навистина многу позитивни резултати. Таков пример имаме ние во градинка во Илинден, каде што веќе е вграден овој систем на затоплување и ладење и намалувањето на средствата што се користат за загревање на објектот се речиси 60% пониски во однос на користење на нафтата или гасот. Така да се надевам дека овој проект доста позитивен и ќе даде своји резултати ако локалната самоуправа прифати да го применува или да го практикува и да го внесе во јавните објекти, посебно во градинките.